доколку истата биде организирана, се очекува да има емисија на повеќе од 1.600.000 или 1.639.089 килограми јаглероден диоксид во езерото и во воздухот, што е еквивалентно на количината на кислород, на јаглероден диоксид која што се емитира од возењето на автомобилите во 365 дена. Значи тоа е огромна количина. Исто така, планирано е да има 4300 метри квадратни паркинг простор, на кои што ќе бидат паркирани 129 до 172 камиони. И исто така, на крај, платформата од каде што ќе се започне со трките, доколку се организираат, е планирано да се изгради на 20 метри точно во литоралната зона. За нашите соседи би била можност за промоција на туризмот во Албанија, меѓутоа за нас е еден своевиден акт на насилство врз животната средина, конкретно врз Охридското езеро. Заради бучавата, заради моќноста на машините се нарушува животната средина на живите организми. Хемиските промени секако се ради издувните гасови, ради средствата за заштита, ради средствата за чистење и премачкување на моторните, на пловните објекти, кои што секако го зголемуваат внесот на нутриенти, ја менуваат животната средина. Поради сите промени кои што ќе се случат со користењето на вакви пловни објекти, ќе настанат и промени во животните циклуси на растителните и животинските видови во езерото. Ние реагиравме не само да албанската влада и на парламентот. И сега мислам дека интерпелација ќе има со министерката за животна средина за оваа иницијатива. За жал, јас лично зборав со министерката, немаше ниту една, дека не гледаше ништо негативно од оваа иницијатива. За жал, ама сите институции, сите невладините организации, околу 40 институции, университети, research institution во Албанија имат вистина разочарање за овој активност што треба да организираат во Албанија. А македонската страна, за жал, ништо немаше информации за ова.